Од ветеринарната клиника во Прилеп вела дека станува збор за бесплатно вградување микрочипови со кои може да се идентификува миленикот, но подеталните содржини за него, како што велат отаму, може да се видат само во пасошот, но не може да се отчитаат во микрочипот. Процедурата е почната од 1 септември, значи трае една година, значи до март 2019, до трети месец, значи микрочипирањето е бесплатно. Додека вакцината против бесниво се наплаќа, тоа е значи 500 денари плюс 18% ДДВ 590 денари и самиот пасош исто се наплаќа, значи 120 денари. Значи тоа е цената, значи вкупните трошоци во однос на целата процедура кошта значи некаде околу 710 денари. Ден на ден се повеќе и повеќе се зголемува бројот на пациенти кои што треба да бидат микрочипирани и кои што се микрочипирани. Значи во однос на тоа кога да дојдат или како да дојдат нема закажување, значи доаѓаат по своја желба. Така да има доста голем период во кој што би можеле да се обави таа процедура. Лазов истакнува дека процесот на вградување на микрочип кај милениците е сосема безболен, а и самиот микрочип не е агресивен за организмот. Процедурата за чипирање е целосно безбедна и безболна за животните, а од друга страна е во интерес на сопственикот, бидејќи кога и да биде фатено или изгубено, ќе може полесно да се најде и да се врати. Болен процес, значи не е некој болен процес, значи микрочипот се имплантира значи во поткожја, значи постои само уботна игла и тоа е исто како инекциона апликација, поткожна инекциона апликација на микрочипот, така да може животното да го осети самиот тубот, меѓутоа дека е нешто болно и дека ќе има последици, нус ефекти од апликација на чипот, тоа не. Целта на самото чипирање, како што реков, е контрола на домашните миленици, со тоа што мораме да разјасниме дека не се работи за GBRS систем за следење на домашните миленици во случај ако некој миленик се изгуби или настане кражба или нешто слично, него ако евентуално некој миленик се загуби или сопственикот реши да го оттуги домашното животно, како што во поголем број случаи во Република Македонија ги пуштаат на улица, значи тие кучиња ќе бидат заловувани со тоа што веќе преку аплицираниот микрочип, значи ги имаме податоците за сопственикот во една база, значи во еден систем во кој што се поврзани сите ветеринарни амбуланти. Така да точно ќе се знае значи кој е сопственикот, дали тоа куче е вакцинирано и накратко тоа е целта на чипирањето, значи контрола на домашните миленици. На стартот на кампањата од Агенцијата за храна и ветеринарство најавија ставање ред и кај бездомните животни, за кои, како што велат, треба да се погрижат стационарите.